Позитивен е текот на извршувањето на буџетот на општина Кочани во текот на оваа година, за што показател е наплатата на дел од побарувањата на приходната страна, што во споредба со претходната година кај одделни ставки бележи пораст од 500 милиони денари. Ова беше искажано на последната седница на Советот на општината, со акцент дека основниот буџет е реализиран со 59%. Приходите од донации се остварени со 76%, а приходите од самофинансирање со 51%. Расходите пак на буџетската сметка се со реализација од 59%. Реализацијата на тековно оперативните трошоци изнесува 69%, при што најголем дел од овие средства се наменети за инфраструктурни проекти. Вкупните капитални расходи на основниот буџет се во износ од 48,5 милиони денари, а реализацијата на вкупните капитални расходи е со 57% во однос на планираното. Објаснувањето за досегашната реализација на буџетот беше дадена од секторот за финансии на општината. Вкупниот буџет е со реализација од 68%. Во делот на обврските, општината во третиот квартал прикажува обврски од 12 милиони 787 илјади денари, од кои што на водовод, спрема водовод имаме обврска од 10 милиони 233 илјади денари и спрема зел со 1 милион 706 илјади денари, значи ова се обврски од предходен период. Тековните обврски се подмируваат и можам да кажам дека тековно оперативните расходи се сведени на минимум. Сепак, и покрај позитивното извршување на буџетот, имаше забелешки што општината се уште мора да отплаќа наследени долгови од претходниот период, особено во делот на образованието. Еве Гошо Викентиев има 17 милиони денари, 280.000 евра. Никола Карев вкупно 112.000 евра долг, Свети Кирил и Методи 92.000 евра долг. Ако помагаме во делот за кој што да речеме, еве, директорите не биле виновни, училиштата што отишле во загуба, ама понатаму пишува Никола Карев, односно основното училиште Никола Карев, за вода должи 54.000 евра. Не дека е должник на водовод 54.000 евра, не го пишува за вода. А Свети Кирил и Методи должи приближна сума. 54.000 евра за вода. Тоа са 100.000 кубика вода. И затоа барам да има одговорност како поука за наредните директори да работат малку поодговорно. Вака, они нека си трошат, општината на место да ги покрива сервисите на граѓаните на друг начин, по-потребни, што се ќе плаќа тука долгови кои што не морале да бидат ако се работело правилно. На седницата на Советот беше побаран и преглед за даночните обврски што ги имаат, а не ги платиле правните субјекти во општината. Побарав еден преглед во кој што ќе можеме да видиме кои компании по колку плаќаат данок или колку имат заостанат данок. И за жал се уште немам тај податок, го немам добиено до мене. Значи ќе ве замолам како општинска администрација во идниот период, бидејќи тие се податоци кои што вие ги имате и оперирате, да бидат доставени за да можеме да направиме увид во истиот. Сепак, и покрај критиките, имаше и позитивни оценки за тоа како се реализираат финансиските планови, посебно кај капиталните инвестиции. Бевме доста критични до сега треба да кажеме некои работи што се позитивни. Кога се позитивни, се позитивни. Реализацијата на капиталните инвестиции, гледајќи го финансискиот извештај, извршување на буџетот, са 51% до сега, до 9 месец, тоа што сметам дека не се фактурирани извршените работи во периодот кој следува, така да до кој ниво се очекува да бидат капиталните инвестиции, сметам дека ова е добро. Добри се овде реализацијата на капиталните инвестиции и тоа е за похвала за општинската администрација во тај дел. Не е лажна скромност да искажуваме дека можеме да бидеме задоволни и да кажеме дека се направени и се прават максимални напори во надминувањето на негативните состојби кои што беа во поглед на расходите кои што се присутни и загубите кои што беа искажени. Мене тоа особено, ја мислев и во тековни прашања да поставам едно прашање до градоначалникот лично, да ни даде една попластично објаснување од каде, како и на кој начин успеа
да се справи со овие проблеми кои што ги имаме во функционирањето на општината, односно на определени институции како што се школите и така натаму, за да имаат јасна представа и граѓаните, а и ние како советници, како го тоа успева, како тоа со години наназад само општината е задолжувана, а не се постигнувани тие ефекти како што ги имаме сега. Получасовната расправа за извршувањето на буџетот донесе заклучок и работите се одвиваат во позитивна насока. Поради тоа, советниците едногласно дадоа согласност за извештајот за извршување на буџетот, што го изготви општинската администрација.